Прво сакам да им се заблагодарам на граѓаните на Куманово за изразената поддршка кон ВМРО ДПМН и кон кандидатот што го предложивме, но истовремено да им честитам што препознаа дека во ова наша опција што ја понудивме и како партија, и како програма, и пред се како кандидат за градоначалник, препознаа човек кој што навистина може да стави крај на некои работи во Куманово кои што не им се допаѓа на повеќето луѓе и да почне еден нов процес, да отвори нова страница за Куманово, страница која што ќе биде испишана со многу проекти, со многу дела и со многу напредок за Куманово и решавање на многу проблеми овдека во Куманово. Денеска сум тука заедно со идниот градоначалник на Куманово, со кој што разгледавме неколку локации, а имавме и прошетка низ Куманово, сретнавме многу луѓе и поразговаравме со нив. Сега сме на местото каде што идниот градоначалник, господинот Зоран Ѓорѓевски, планира да ги дуплира капацитетите на постоечката градинка одека во населбата Гоце Делчев, со тоа што ќе се изгради уште едно ниво на оваа градинка, која што има потреба да прифати повеќе деца од тоа што е сега потребно, а и оние кои што сега се тука сместени, се сместени во претесен капацитет за бројката на деца која што е тука. Така што тоа е еден од неговите проекти кои што ги има предвидено во програмата. Точно го разгледавме местото, просторот каде што ќе биде градбата и тој брзо по неговото назначување за градоначалник по изборот ќе се зафати со оваа работа со изготвување на проект, на идеен па на основен проект, а потоа и со процедура за изнаоѓање на градежна компанија која што ќе го заврши овој значаен проект за оваа населба, затоа што населбата е голема, има многу народ што живее тука, а премали се капацитетите на оваа градинка. Покрај ова го видов и местото каде што се планира уредување на еден плоштад, тоа е во трговскиот центар кој што е веднаш до градинката, еден мини плоштад кој што ќе биде место на кој што ќе можат да се собираат луѓе за различни настани. А исто така разговаравме и за повеќе други проекти кои што се дел од неговата програма и тука би ги издвоил пред се индустријската зона која што се планира на излезот на Куманово кај автопатот, која што ќе се гради, во која што ќе се инвестираат околу 100 милиони денари и во која што во иднина треба да се привлечат компании да дојдат да изградат нови погони, нови фабрики, во кои што ќе се отворат нови работни места. Секако, освен овој значаен проект, ја би рекол и најзначаен, затоа што директно отвара работни места, треба да се издвои и решавањето на проблемот со водоводот, понатаму градбата на повеќе канализациони мрежи во повеќе делови на градот, а исто така и други проекти кои што се од големо значење за Куманово, кои што се наведени во програмата и кои што ќе бидат идните дела кои што ќе ги направи идниот градоначалник. Денеска ја искористивме приликата да присуството на премиерот го искористиме да го запознаеме премиерот со проблемите од оваа млада и многу голема населба. Со еден од актуелните проблеми тоа е недостаток на места во детската градинка, така да го образложиме проектот што сме го замислиле и да покажеме кој ќе е бенефитот од неговата реализација, бидејќи за оваа градинка овдека доаѓаат деца и од населба Вера Которка, Зелен, Гоце Делчев, тоа се три многу големи населби кои овдека фигурираат. Така да и со другите некои тековни проблеми, како што е идејата за уредување на постојниот, да кажам, и запуштен мал плоштад, кој многу ќе значи за граѓаните од оваа населба и за некои други проекти, за кои ги имаме во, да кажам, во предвид, кои не се ставени во програмата и за многу од проектите кои се веќе во програмата, нормално за нивна реализација. Оно што сега е потребно, на 7 април да се излезе уште еднаш масовно, како што се излезе во првиот круг, да се даде масовна поддршка за промени во Куманово, промени на подобро, промени на многу повеќе проекти и нови дела и решавање на многу проблеми кои што се зацртани во програмата на ВМРО ДПМН и на Зоран Ѓорѓевски. Ви благодарам.